Ја читав денес тужбата која што Сашо Мијалков имаше против Фокус. 9000 евра, бидејќи господинот имал душевни болки, бил навреден. Тој нема душа! Толку 1000 евра земаат војни инвалиди кои што се осакатени во 2001 година, кои што сега некој од нив треба да ги вратат тие пари. А знаете ли зошто е така? Зошто војните инвалиди земат многу помалку осакатени луѓе? Затоа што во Турско имаше една изрека која што ние до денес ја користиме. Кадија те тужи, кадија те суди. Денес ние имаме друга изрека. Сашо те тужи, на Сашо пријателката те суди. И нормално резултатот е таков. Ние сме сведоци на огромен криминал. Овие луѓе кои што стоат позади мене и ми чуват грб, знаат подобро од вас. Бидејќи сите тие имат учено и кривично право и подобро го познават законот од еден просечен граѓанин. Знаат за какви тешки кривични дела се работи. Затоа и борбата е толку жестока. Бидејќи сега не се работи за борба за власт, се работи за борба за слобода. Но јас сум спремен да одам до крај. Не верувам дека ќе посегнат по животи. Бидејќи и ние не сме за подценување. Ако еден падне, другиот позади него ќе продолжи. Бидејќи, како што милува нашиот нелегитимен премиер да каже, вистината е како шило, врти и на крај ќе излезе. Ама вистината за Македонија е како колец кој што ќе се забие директно во нивното нечесно срце. Прашање на ден е кога ќе се случи тоа. Ви благодарам што дојдовте вечерва овде. Ве повикувам утре во 12 на вистина да се собереме 10.000. За да бидеме 10.000, доволно е да бидете 1000. Ќе ве помножам по 10 и ќе кажам дека сте 10.000. Ако ние самите не преземеме нешто, овие немат намера да си одат, ни срам ни перде. Затоа, вечерва, повикајте ги вашите пријатели, вашите роднини, другари, нека дојдат утре пред македонската телевизија. Ние шириме љубов, ние не шириме омраза. Јас нема утре со никого да се тепам. Ние утре нема да се судриме со полицијата. Едноставно ќе си влеземе дома, како што кажа Цацко, во нашата телевизија. Нема да има клоци, тоа утре ќе ви кажем. Дојдете утре во 12 и верувајте ми, знам што прават, што правам. Од друга страна, почнав помалку и да уживам. Ги гледам како секој ден се обидуват да се отплеткат од нивните нечисни лаги. Ама тоа исто како риба која се отплеткува од мрежа. Колку повеќе прета, толку повеќе се заплеткува. На крај ни самите нема да знаат што се случува со нив. Зборувам за една тесна врхушка од владеачката партија. Не зборувам за сите честни вамаровци кои што ги има многу во таа партија. Затоа ве повикувам утре да се избориме за слобода, да се избориме за демократија, да се избориме за Македонија, да биде посрекна земја, да биде земја во која што на улица ќе можете да сретнете и луѓе со насмеани лица. Да живее Република Македонија! Се гледаме утре во 12.